Дизелот поскапува за 2,5 денари по литар, 95-ката поевтинува за половина денар, а 98-цата останува со иста цена. Регулаторната комисија за енергетика објави нови цени со важност од полноќ. Тоа значи дека дизелот од утре ќе се продава по цена од 98 денари за литар, бензинот од 95 октани ќе чини 83,5 денари по литар, 98-цата има иста цена од 85,5 денари по литар. Од овие цени може да се оди и до 2 до 3 денари по ефтино, поради дадениот попуст на окта. Инаку екстра лесното масло за домаќинства поскапува за 3 денари и ќе се продава за 95,5 денари по литар. Владините мерки придонесоа за ублажување на ценовниот удар. Премиерот Мицкоски вели дека било спречено цената на дизелот да надмине 100 денари по литар, а бензините на некои пумпи очекува да се продаваат поевтино. Ова доаѓа откако вчера владата излезе со нова мерка за намалување на акцизите од 4 денари кај дизелот и 2 денари кај горивата. Дополнително, до крајот на април, ќе важи попустот од окта кон трговците од 3 денари за дизел и 2 денари за безоловен бензин. ДДВ-то и натаму останува намалено на 10 наместо на 18% до крајот на месецов. Од аспект на количини сме стабилни, имаме доволно количини, тука не треба да имаме никакви стравувања. Зголемена е потрошувачката, зголемен е конзумот, од негде 1,5 милион на ден литри на 2 милиона литри. Имаме притисок на одредени погранични места. Ја продолживме и мерката 18 на 10% ДДВ. Се со цел да го заштитиме стандардот на граѓаните и бизнисите, се разбира. Поради вонредните мерки за задржување на стандардот на граѓаните, буџетот трпи загуби што се мерат во милиони евра дневно, децидене премиерот. Тој објасни дека го имаат предвид буџетот од една страна и тешката ситуација предизвикана од глобалните случувања. Вели дека државната каса трпи притисок поради големите долгови за враќање направени пред неколку години. Активно се анализираат мерки и за стабилизирање на цените на прехранбените производи. Многу ни се собра, 2,5 милиарди евра треба да вратиме, го враќаме и оној солидарен данок, многу некако се собра, од април почнуваме со исплата на платите од новите колективни договори, се некако наеднаш дојде, но тоа е што е сега, нема да очајуваме, ќе се бориме. Планираме и тоа, планираме и замрзнување, да видиме како ќе се одива луѓе работава, да не брзаме со потези, анализираме, не треба под притисок да се носат решенија. Инаку поради скокот на цените на нафтата на светските берзи и поскапувањата што следеа, владата очекува инфлацијата во март да изнесува помеѓу 4,5 и 5%. Претходно во февруари инфлацијата се стабилизираше на 2,9%. За сега проекциите за нивоата на инфлација, раст и дефицит остануваат исти.